Битката е добиена, војната не. Студентите успеа да издействуваат новиот предлог закон за субвенциониран студентски оброк да биде отфрлен, а на сите студенти до 15 декември да им биде извршена исплата на студентските оброци за месеците септември, октомври, ноември кои им се должат поради вакуум период, а по стар метод ќе се исплаќа до 15 март идната година. На средбата во собранието со предлагачите на измените на законот и министерот за образование. Договорено било веќе од утре да стартуваат работните групи во кои ќе бидат вклучени председателите на универзитетските собранија за да се најде долгорочно решение. Сепак студентите порачаа дека оваа битка ја добиле, ама се уште трае борбата за подобар стандард. Со оваа мерка сите студенти кои што минатата година зима студентски оброк ќе продолжат да зимаат. Мислам дека во оваа ситуација се победници само студентите и тука ќе кажам само дека битката е добиена, но не и војната, односно борбата за подобар студентски стандард и подобар квалитет во образованието е само почната, не е завршена. Нашата борба е добиена не поради тоа што поради слухот на МОН или на некој друг надлежен орган, туку поради нашата упорност и решителност за борба за нашите студентски права кои што ни следуваат. Ние не бараме ништо повеќе, бараме само тоа што ни следува според законот. На денешната средба присуствувале и од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, кои прво не добиле право за збор од пратениците од СДСМ, но потоа по барање на студентите го презентирале нивното решение да се изгласа нивниот предлог закон под итна постапка за зголемување на висината на студентскиот оброк. Како и заради инфлацијата од 20% и зголемување на цената на храната од 30%, баравме зголемување на сумата на студентски оброк од 120 на 160 денари. Една од најголемите болки на студентите е мизерните услови во кои живеат во студентските домови. Од МОН добија ветување дека ќе почне да се интервенира онаму каде било најтно, ама од година. Челниците на власта седнаа на иста маса со студентите откако го кренаа нивниот глас против предлог измените за законот за субвенциониран студентски оброк. Пред собранието, студентите денес им порачаа на пратениците барем еден ден да се стават во нивна кожа и дури им понудија да го заменат студентскиот оброк од парче леп изденка за богатиот пратенички доручек. Најпотребно е обавезно да се изостави, односно да се повлечат измените за законот за студентскиот оброк, да се повлечат рестрикциите во студентските домови и конечно ние да почнеме да живееме во човечки услови. Најбитно како за почеток не би било лошо да биде слушнат нашиот глас и барем еднаш за промена да бидат услишени барем нашите минимални молби. За почеток можеше да ни биде пуштена топла вода во студентските домови и грејење да имаме. Обидот да се скрати студентскиот оброк за многу студентите беше капката што ја прелеа чашата и ги извади на улица. Ваквите предлог измени дојдоа по само неполни 2 месеци, откако премиерот пред цел свет се пофали дека токму со оваа мерка работи за подобрување на студентскиот стандард, па стана нејасно зошто имаше воопшто обид да се скрати ова право.